Политичарите се наврват на глобалниот корупцијски барометар за Македонија во 2013 година. Подкуп најмногу земаат и полицајците, здравствените работници и судиите, покажаа резултатите на Transparency International. 424 граѓански извештаи за мито пристигнале на адресата на невладината во текот на годинава. Двојно помалку има до Државната комисија за спречување на корупција. Резултатите од поднесените пријави во канцеларијата во Тетово се задоволувачки, смета председателот на Transparency International Слаѓана Тасева. И овие резултати кои што сега ги гледаме со бројот на поднесени пријави кои што граѓаните дошле и ги поднале во канцеларијата на Тетово, кои што се повеќе од 90, кои што навистина е бројка за забележување и резултатите кои што ги постигнуваме со давање на помош на граѓаните, со комуникација со институциите, затоа што тоа е првиот проблем, комуникацијата на граѓаните со институциите, решавањето на нивните проблеми во контактите со институциите, кои што се од најразличен вид. Некогаш станува збор само за бавна администрација, некогаш станува збор за недоволно познавање на процедурите, некогаш станува збор за некакви туги или нечии интереси на кои што им се дава предност, но битно е дека во било која од тие ситуации институциите прифаќаат комуникација со нашата канцеларија и настојуваме да најдеме решение кое што ќе биде во полза на граѓанинот кој што се разбира би требало или треба да има право во одредената ситуација кој што треба да си го оствари во овие институции. Потребно е граѓаните да проговорат за да не ја плаќаат цената на корумпираното општество во кое живеат, смета холандската амбасадорка Мариет Шурман. Холандската амбасада го поддржува отварањето на двете канцеларии на Transparency International, едната во Штип и едната во Тетово. Причината за нашата поддршка е помошта да им биде достапна на граѓаните во нивната борба со корупцијата. Последните барометри покажуваат дека корупцијата во Македонија е на високо ниво, но 1/3 од граѓаните сметаат дека можат да направат разлика. Градоначелничката на Тетово, Теута Арифи, вели дека битката со корупцијата за нашата општина е многу важна. Битката против корупцијата е многу значајна, а за нас како општина особено, имајќи го предвид фактот дека транспарентноста во процесот на работењето, според мене е начинот како една општина може да излезе од криза ако се наоѓа во криза, како што е случајот со општина Тетово. Мерењето на напредокот во судството, јавната администрација и законодавното тело во Македонија е едно од антикорупцијските барања на Европската унија.